Почитувани, добро ви утро, секое утро и време е да зборуваме за она за што можеби и подолг период не сме во утринската програма, а тоа се домашните меленици, како треба да ги негуваме, но пред се ќе зборуваме и за нивното здравје. Се наоѓаме во ветеринарната болница во Скопје, во населбата Автокоманда, а ќе разговараме со доктор ветеринар Драган Алексов. Драго ми е што одвоивте од вашето време да ни бидете дел од нашата утринска програма и да разговараме за ова што јас сега и го најавив. Пред се, добре ни дојдовте во Добро утро секој утро. Добро утро и добре ве најдов. Така, ајде да започнеме со тоа што е она што милениците почесто или од што најмногу заболуваат. Па вака, има различни болести кај милениците, исто како кај луѓето си имат и доста болести, да кажеме, вирусни заболувања кои што се специфични само за нив, и тоа се болести навистина од кои што заболуваат само милениците. За сето тоа постојат вакцини, затоа и се препорачува кога ќе се земе миленик, значи редовно да се имунизира, да се вакцинира и како не би се спречиле тие понатамошни заболувања, но исто така имаат и постојат и, да кажеме, незаразни заболувања, такава настинки, гастроинтестинални заболувања. Настинките при, да кажеме, исто и заболуваат, да кажем, може да се настинат при дејство на промена на клима, значи нешто слично како и кај нас. Луѓето, да. Исто така и при конзумирање на расипана храна може да настанат гастроинтестинални проблеми, така да тоа е. Тоа сте вие да помогнете секогаш. Еве, кога зборуваме за прво за ова, од што најмногу заболуваат милениците во општо, што покажува статистиката? Па, сега, не знам, обично ви кажувам, доста се проширени се во последно време дури овие векторските заболувања. Тоа се болести кои што можеби порано помалце ги имаше во нашава земја, но сега со глобализација, со комуникации со повеќе земји, со транспорти, со двако, така да имаме некои си векторски заболувања, така да би требало да се време на време да се направи некои си контрола и тие тестови. Кај малите животни, кај малите кучиња, да кажеме, кои што не се, како што кажав, ако не се имунизирани, има некои вирусни заболувања кои што доколку не се имунизирани, значи може да се заболат. Така да, тоа е тоа. Кажете ми, еве, сега сме и во летниот период. Што најмногу треба да се внимава кога се во прашање милениците во овие топли денови? Па што најмногу? Доколку се транспортираат животните, никако да не се забораат во возилото, значи без разлика и да е подотворен прозорот и вако, значи тоа да не се остават во возилата, затоа што може да дојде до некој топлотен удар. Прошетки по врел асфалт исто така да се избегнува, затоа што сепак нивните шепи се вако нежни кои што може да настанат опекотини на тоа, да се внимава со исхраната, хигиена на садовите за исхрана, зашто сепак се работи за органска материја, за храна која што ако остане подолго време, значи може да се расипе. Исто така да се внимава со климите, затоа што има и они чувствуваат промена на, значи реагираат, може да дојдат до настинки, до некои си респираторни акутни заболувања. Исто така да се внимава, како што реков, за храната, не само што да се остави на топло и подолго време да стои, што може да се расипе, но исто така да се внимава и доколку се работи за
кажеме конзерви кои што се отварат, па нормално дека во ладилникот се чуваат, но кога пред да се даде за исхрана, би требало да отстои барем малце да се стопли, не директно од ладилник. Она што исто ме интересира, кој е првиот знак кај животинките, кај животните, без разлика за какво домашно милениче да станува збор, пречесто и претежно нели се сепак кучињата и мачките, кој е првиот знак што алармира дека треба да се донесат на ветеринар? Какви знаци покажуваат? Првенствено го менува начинот на однесување. Обично кога имаат висока температура, да се мирни, пуспани, неволни, но исто така има и видливи симптоми, да кажеме, доколку се работи за некои стомачни проблеми, значи имаме гадење, повраќање, проливи, кај овие респираторните нели се имаме кашлање и поизразена саливација, така да кога ќе се види дека е променето од нормалното однесување, би требало да се Имаме слични симптоматики, како што можам да забележам нели со животните. Меѓутоа, еве совет за оние, знам дека сега нели има луѓе и добро е што е тоа така, што си сакаат животни да си ги чуваат во своите домови и се повеќе и повеќе интересот за тоа. Еве мал совети за оние кои што првпат можеби еве сега не гледаат, имаат во план да имаат миленик во домашни услови. Кој ќе биде вашиот совет? До нив па и за останатите во домашни услови кога се чуваат, што е најпотребно? Нега, љубов пред се, меѓутоа? Значи, тоа нормално, значи, тие што се одлучуваат, значи, прво треба да бидат припремени, дека не е само, нели, љубовта која што треба да се пружи према миленикот, а исто така кој што он го враќа таа љубов, можеби неколкократно повеќе, но сепак дека тоа е некаква си обврска. Обврската се однесува на редовна, значи, вакцинација, третман против надворешни, внатрешни паразити и нормално редовна исхрана и правилна исхрана на миленикот. И уште едно што е според мене најважно, бидејќи тој миленик кој ќе влезе во домот станува потполно рамноправен член на семејството, треба да бидат подготвени, за жал што животниот век на милениците е многу пократок од нашиот. Така да среќата која ќе влезе миленикот во домот е голема, но исто така таа неминовна тага која што сепак на милениците животниот век е многу помал од нашиот. Јас мислам дека опфативме се она што е потребно за да се слушне кога се работи за здравјето на животните. Еве за крај само уште подпрашања. Ние сме навикнати, знаеме некогаш да фрлиме и да им дадеме од она што ние јадеме. Дали е тоа правилно и дали треба на животното да му се дава воопшто некоја домашна храна? Сега нормално, зашто као нас не е жал тоа дека ќе дадеме со вако, но мислам дека не му правиме услуга на животното, значи сепак најдобро е и за нас, а и за самото животно да се навикне и да си остане на таа храна која што е специјална и специализирана за нив. Затоа што видите има кај животни кои што исто патат од различни болести, да кажеме, како диабет или уринарни проблеми имаат и со вако, кај што навистина не му правиме услуга кога ќе му дадеме некоја си зачината храна која што ја конзумираме ние. Тоа значи дека треба да се следи здравјето и на миленикот и со што треба да се храни или пак видот на животното и така натаму. Добивме прекрасни совети и многу ви благодарам што одвоивте од вашето време. Чекаат надвор луѓе кои што најверојатно со своите домашни миленици сакаат да се исконсултираат и советуваат со вас за нивното здравје. Само за крај кажете ми зошто вие се одлучивте во животниот век, во животното патешествие да бидете ветеринар? Тоа е малце подолга приказна, но добро, да. Добро. Желбата и љубовта према медицината и према луѓето и према животните, така да се патот ме однесе према
или помагање на животните. Многу ви благодарам и се гледаме повторно за следни совети. Благодарам вам.